кандидатите кои што беа предложени за супервизија на осигурувањето или не знам за комисија од хартија од вредност, ги бираме кандидатите согласно условите кои што ги исполнуваат. И согласно тоа се трудиме да имаме и територијална застапеност, се трудиме да имаме и застапеност покрај законските неопходни услови, аспект на жени, на мажи, родовата еднаквост или слично, и така ги носиме одлуките. Ние сме само предлагач, конечната одлука ја носи парламентот во Република Македонија, но јас мислам дека секој граѓанин во нашата земја има право да конкурира, да биде кандидиран, да бира и да биде избран. Така да секако институција. Значи, јас зборев за моето семејство, се научив отпосле дека е сестра на јавната обвинителка, но тоа е посебно семејство, како што знам. Јас зборам јавно за моето семејство, зарем не смеат семејствата на одредени истакнати личности или вашето или било кој да конкурира, да бира или да биде избран или да биде кандидат за нешто. Така гледам на работите. При начинот на одлучувањето дали има судирни интереси, дали е тоа законски дозволиво или не. Верувајте дека мораме да се растеретиме од одредени предрасуди според мене, а тоа е возможно по пат на транспарентност. Транспарентноста во Македонија има. Нема тајна, се знае во државата и верувам дека никој не се обидува ниту да се скрие. Еве сестра на специјалниот јавен обвинител конкурирала, поднела документи, аплицирала за одредени места. Како на тој граѓанин да му кажете извинете, вие немате право да бидете на одредена позиција или место во државата, а исполнувате условите. Тоа не е нешто со јавното обвинителство, ниту пак е нешто со судството поврзано, ни пак има некое поврзаност во одлучувањата. Од тој аспект јас верувам дека носиме исправни одлуки таму каде што одлучуваме, но јавноста е тука. Слободно коментирајте ги, јас ве охрабрувам. На крајот, ако има дури неетички дел, нека се истекне тој неетички дел, секако ако има незаконски, да се спречи тој незаконски дел, но искрено верувам дека секој граѓанин треба да има еднакви права по устав и по закон.